Во Вашингтон е подпишан значаен договор за финансиска поддршка во вредност од $5 милиони наменети за истражување на критични минерали во Македонија. Овој чекор представува важен исчекор во развојот на рударскиот и енергетскиот сектор, како и во зајакнувањето на економската соработка со Соединетите Американски држави. Договорот го подпиша Конор Колман, раководител на инвестиции во Американската развојна финансиска корпорација, и Ник Јовановски, извршен директор на компанијата Pella Global. На свечениот настан присуствуваа министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Според Министерството за енергетика, оваа финансиска поддршка представува конкретен чекор кон искористување на потенцијалот на критичните минерали, кои имаат се поголемо значење во современите енергетски и индустријски политики. Со реализацијата на проектот се отвораат нови можности за истражување, привлекување инвестиции и примена на напредни технологии, во согласност со глобалните трендови за обезбедување алтернативни извори на суровини. Настанот се одржа во рамки на официјалната посета на владината делегација на Соединетите Американски држави. На средбата беа разгледани и потенцијалите за понатамошно продлабочување на соработката и поддршката на конкретни проекти од заеднички интерес. Овој договор испреќа силен сигнал за зголемен меѓународен интерес за инвестирање во секторот на критични минерали во Македонија. Воедно тој ја потврдува стратешката определба за развој на енергетскиот сектор и зајакнување на партнерството со Соединетите Американски држави, особено во областа на ресурсите и одржливиот развој.